Јужен ветар ке го чисти снегот по Беровските улици. Вака ја именуваа фирмата задолжена за чистење на снегот по улиците во Берово, Беровските социјалдемократи на прес, прашувајќи го градоначалникот Наџински колку граѓаните платија за незавршената работа. Улиците во градот Берово се повеќе од 10 дена смрзнати, односно по 10 сантиметри лед по улиците. Јавно го прашуваме градоначалникот на општина Берово Наџински која фирма го има добиено тендерот и колку ги чини граѓаните на општината за чистењето на снегот на општината, кој не е среќу. Се шпекулира меѓу граѓаните дека тендерот го има добиено фирмата Јужни ветер, па тоа дека тој не дувне, нема да се го чистат улиците. Од друга страна, градоначалникот Наџински не одговори директно на прашањата на СДСМ, туку му се обрати лично на председателот Матеничарски. Колку чини толку што ќе даде услуга таа фирма за чистење на градот, значи според програмата која ја има усвоено Матеничарски, тој треба да знае, ама за жал неговото незнаење, неписменост, необразованост не може да види од буџетот колку ќе не чини чистењето, зимското одржување на улиците. Освен за снегот, од СДСМ денес зборува и за пари. Да користам оваа прилика да ги известам граѓаните на општина Берово дека буџетот на општина Берово за 2016 година е во сила и покрај тврдењата на градоначалникот дека нема да го објави во службен гласник на општината Берово. Па и уште еднаш ги потсетувам граѓаните дека средствата од 3,5 милиона денара кои беа одземени од рошол патувањата на градоначалникот, патни дневни трошци и други непродуктивни трошци се наменети за изградба на водовод во село Ратево и село Двориште и за изградба на канал на улица Велко Влахович. Првин треба да каже тој, како председател на Совет, каде сум ветил дека нема да биде. Треба да каже каде. Тој треба да види дека буџетот е подпишан и тој објавен во службен гласник од страна на мене. Таков каков што тие го изгласаат. Јас дали сум задоволен од тоа како го изгласале или не, тоа е друга работа. Но буџетот е на снага заради тоа што јас не сакам и нема да дозволам никогаш да бидат блокирани институциите. Последната комуникација на релација градоначалник-председател на Советот во Берово уште еднаш покажа дека и на минус 20 степени меѓу нив е жешко. Овој пат атмосферата ја вжештија парите и снегот, но веројатно е дека нештата нема да завршат тука. Двајцата еден на друг веќе си упатија закани за тужба, па не е исклучено дебатата од седницата и медиумите да се пресели во судница.